Никој нема да биде поштеден ако има каква било вина со трагедијата во Кучани. Истрагата за несреќата во Кучани не е завршена и може да биде проширена и со други полициски службеници и поранешни министри на МВР, а нема да се амнестираат ниту функционери од актуелното раководство на полицијата, доколку постапиле на законски или пак не презеле ништо, а требало. Вака одговори министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на прашањето за впечатокот на јавноста дека службеници од многу институции завршија во притвор бидејќи не си ја вршеле работата, а меѓу нив има само 7 полицајци. Тошковски смета дека има вина и во МВР, но истрагата не е завршена и офатени се сите за кои постојат докази, подвлекува Тошковски. Да, сметам и затоа досега се поднесени 7 кривични е поднесена кривична пријава против 7 полициски службеници. До сега. Заклучно до вчера. Против 7 полициски службеници. Може би во текот на наредниот период ќе имаме и други полициски службеници кои ќе бидат предмет на отпочнување на истрага. Во однос на нападите од повеќе опозицијски партии дека истрагата е селективна, Тошковски вели дека амнезија имало во минатото, кога за несреќи каде што загинаа 75 луѓе, МВР не поднало ниту една кривична пријава против ниту еден осомничен. Сега амнестија јас не можам да се согласам дека има, зошто? Заради тоа што Министерството за внатрешни работи има поднесено во континуитет, да речеме, 3 кривични пријави, ако не и 4. И се постапува моментално по над 50 осомничени. Не можеме да се компарираме, дури ни со случаи кои што се случиле од оваков тип во далеку поразвиени земји од аспект на колку далеку отиде на истрагата. Од вчера истрагата е проширена со уште 19 луѓе кои добија кривична пријава за предизвикување на општа опасност, со што бројката се искачи на 45 осомничени и 3 фирми. Истрагата офати поранешни министри во економија, државни секретари и службеници од истото министерство, директори на дирекцијата за заштита и спасување, директори од пазарниот инспекторат и 7 пазарни инспектори. Осомничени се и 3 градоначалници, 3 градежни инспектори од општина Кучани, сопственикот на Пулс и уште 3 кои правно се поврзани со фирмата, обезбедувањето и агенцијата, како и членови на бендот и проектантката која во 2010 го изработила проектот Магазин за лесна индустрија да стане ноќен клуб. Во 30-дневен притвор се 31 осомничен, меѓу кои 3 градоначалници на Кучани, како и групата од 7 полициски службеници.